Понеделник 10 март, кратки вести во 12 часот. Сообраќајната незгода викендовка и кружната крстосница за населбата Рача, во која загина 27 годишен охриѓанец на моторцикл, уште еднаш го отвора прашањето за состојбата и безбедноста на патиштата, но и колку се почитуваат сообраќајните правила. Ова е само продолжение на црната статистика. Во текот на минатата година во Охридскиот регион се случиле 280 сообраќајни несреќи, при што загинале 5 лица. Најголем дел несреќи се регистрирани на автопатот Охрид-Кичево, што се уште е во изградба. Охриѓани коментираат дека во бројни случаи сме сведоци дека многу млади лица прерано седнуваат зад воланот, а често патиштата по кои се вози се во исклучително лоша состојба. Дел од возачите возат и пребрзо и не ги почитуваат правилата, што исто така е причина за сообраќајни незгоди. Продолжува реконструкцијата на патниот правец од Охрид до Свети Наум, а е предвидено да заврши до почетокот на туристичката сезона. Предвидени се и одредени проширувања на коловозните ленти, со што ќе се зголеми безбедноста и ќе се олесни движењето за време на туристичката сезона, информира министерот за транспорт Александар Николовски. Зафатот е дел од реконструкцијата на регионалниот пат 1301 кој води од Охрид до Свети Наум, што започна во 2023 година. Овој патен правец беше во исклучително лоша состојба и е едно од главните барања на граѓаните за проширување и средување на истиот, за да може нормално да се одвива сообраќајот. Од еден од најмирните делови од градот, овде повеќе не се живее. Ова се најчестите коментари на жителите од улицата Македонски просветители на потегот кај полициската станица и Охридската пожарна. Градежни работи, блокирана улица, зафатени паркинг места одвработени во институциите, но и во чаршијата. Гости од други градови кои намирисале бесплатен паркинг, чести расправи и физички пресметки. Ова е секојдневие на жителите на овој дел на градот кои апелираат до одговорните итно да се стави ред и да можат нормално да функционираат. Времето денес сончево и топло со мала до умерена локална облачност, ке дува слаб до умерен југоисточен ветер. Максималната температура во Охрид до 17 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.